зборови. Затоа што се посетува. Берово е приказна што се доживува и приказна на која секогаш сакаш да и се вратиш повторно. Вечерва, и драги наши гости, започнуваме да изпишуваме уште една нова страница од таа приказна. Поразлична, шарена, распејана и полна со душата на Марешевијата. Приказна, испишана со музика и традиција, со мирисот и вкусот на малешевската храна, со насметките на нашите луѓе и со топлите срца што вечерва повторно ќе покажат зошто Малешевијата е место каде што секој е добредојден. Вечерва не славиме само фестивал. Вечерва ја славиме нашата традиција, нашата култура, нашите луѓе и сето она што ја прави Малешевијата единствена. Добро вечер и добре дојдовте на првата студентска вечер на Едноплошат фестивал Берово. Добро вечер, Берово! Добро вечер, драги беровчани, драги гости од Македонија и топло добре дојде на сите оние кои ни дојдеа од соседните држави, па и пошироко. И оваа година со полни срца се собравме во срцето на Малешевијата. Крај познат по својата раскошна природа, жива традиција и топлото гостопримство, кој ги обединува љубителите на фолклорот, музиката, народното творештво и современата уметност. Берово во наредните 3 вечери повторно ќе биде место каде минатото и сегашноста се испреплетуваат, каде традицијата и современото творештво ќе застанат на иста сцена, некако рибали и како доказ дека кога се лекуваат со почит, минатото и сегашноста може заедно да создадат нови вредности. Етно фестивалот не е само манифестација, тој е место каде повторно се среќаваме со нашите корени, со песна што ја носиме во срцето, со оноga што не собира во клуб и со народната односија, што гордо ја раскажува приказната на нашите предци. Вече фестивалот е повод повторно да се види, да се прегрнеме и да ги очекаме сите оние кои, иако животот бил на ударето, секогаш прво се враќаат таму кога што има дома, во Берово. Затоа, овие 3 фестивалски вечери да славиме традиција, култура, автентичност и најтоплото чувство што сите нас се поврзани дома. Со песна, насмев креатворно срце. Вечерва го започнуваме првото поглавје од уште една незаборавна малешевска приказна. Но за сета оваа организација, стојат увеќе неколку месеци го подготвуваа овој настан за да биде во истинска свет. Тука се работените од општина Берово, кои изминатиот период дадоа се од себе за денеска сите ние да се забавуваме. Дами и господи, поздравете ги со еден аплауз тимот од општинската администрација што го организира овој настан и секој еден што учествуваше за негова успешна реализација. Секако, една ваква значајна манифестација не би била целосна без човекот кој стои на чело на општина Берово и кој заедно со сите нас да исподелува визијата за зачувување, негување и промовирање на нашата традиција, култура и малешевски вредности. Затоа, почитувани присутни, со особено задоволство го повикувам на сцената градоначалникот на општина Берово, господин Петар Ружински, да ни се обрати и официјално да го прогласи Етноплошат фестивал и сајмот за традиционални производи Малешевијата и Манка за отворено. Ве молам, позволете да се да голем аплауз. Почитувани представници од општина Брус, Република Србија. Почитувани представници од општина Куровец, Република Хрватска. Почитувани сограѓани, почитувани гости, почитувани учесници, представници на културните и фолклорните друштва, почитувани производители и изложувачи, почитувани медиуми, дами и господи. Ви представува особена чест и задоволство во име на општина Берово и во моје лично име да ве поздравам и да ви посакам искрено добре дојде во Берово на Етно фестивал Берово 2026 и на сајмот на традиционални малешевски производи Малешевијата на Дабо. Вечерва Берово е отворена за сите оние кои сакаат да ја почувствуваат Малешевијата не само како место кој изобилува со прекрасна природа,
како место со душа, со богата традиција, со гостопримливи луѓе и со наследство кое со генерации се пренесува од корено на корено. Токму тука, во срцето на Берово и на Малешевијата, овие денови ќе имаме можност да ги видиме и почувствуваме љубавите делови од нашето културно богатство. Фолклорот, музиката, носиите, обичаите, старите занајати, традиционалната храна и производите создадени со многу труд, љубов и посветеност. Малешевијата на Бланка е приказна за нашите луѓе, за вредните раце на нашите производители, за семејните рецепти кои се пренесуваат со година, за природните и традиционалните производи кои ја носат препознатливост на нашиот крај. За цепи производ што ги повидиме на сајмот стои човек, семејство, труд, знање и љубов во оно што го создава. И токму затоа, кога зборуваме за поддршката на локалното производство, зборуваме и за поддршката на нашите сограѓани, на нашите семејства и на едината на Берово. Овие денови Берово ќе биде место каде што традицијата ќе се сретне со современото, каде што културата ќе се сретне со музиката, а домашното производство со гостите кои доаѓаат од различни места. Очекуваме гости од повеќе градови и средини, пријатели на Берово, учесници, музичари, фолклорни ансамбли, производители и туристи. Сакам сите да се чувствувате како дома, затоа што Берово е познато по своето гостопримство. Нашата најголема вредност не се само планините, езерото, чистиот воздух и природата. Нашата најголема вредност се луѓето кои го чуваат оваа наследство, кои го создаваат Берово и младите кои треба да продолжат да ги негуваат овие вредности. Како општина, ќе продолжиме да вложуваме во манифестации и настани кои го промовираат Берово, кои создаваат можности за локалните производители, туристичките работници, угостителите, младите и сите оние кои својот успех го покажуваат со развојот на нашиот град. Нашата цел е Берово да биде место кое не се посетува само еднаш, туку место на кое гостите повторно ќе се враќаат. Почитувани присутни, во деновите пред нас да ги оставиме секојдневните обврски настрана и да уживаме во она што го подготви општина Берово само за вас. Да ја слушнеме музиката, да го почувствуваме ритмот на фолклорот, да ги пробаме традиционалните вкусови, да ги поддржиме на нашите производители, да ги поздравиме учесниците, да се дружиме. Нека овие фестивалски денови бидат денови на радост, дружење, нови пријателства и убави спомени. Благодарност упатувам до сите учесници, до културно-уметничките друштва, музичарите, производителите, излучувачите, организаторите, институциите и сите поединци кои дадоа свој принос овој фестивал да изгледа токму така. Благодарности до Министерството за култура и туризам за поддршката и соработката, како и до сите партнери и пријатели кои го препознаваат значењето на оваа манифестација. Посебна благодарност упатувам и на општинската администрација, која со голем ентузијазам, посветеност и несебичен ангажман работела во изминатиот период на подготовката и на организацијата на овој значаен настан. Нивниот труд, професионалност и посветеност се важен дел од успешната реализација на фестивалот. И секако, најголемата благодарност до вас, драги сограѓани, затоа што без вашата поддршка, гостопримство и љубов кон Берово, ниту еден фестивал не би ја имал оваа енергија. Берово има што да покаже. Малешевијата има што да понуди. А ние имаме обврска да го чуваме и промовираме она што е наше заедничко. Нека традицијата продолжи да живее. Нека нашите песни продолжат да се пеат. Нека нашите ора продолжат да се играат. Нека нашите производи продолжат да се создаваат. И нека името на Берово се слуша што подалек. Ви посакувам пријатен престој во Берово, многу убави моменти, добро расположение и незаборавни фестивалски денови. Добре дојдовте на Етнофестивал Берово 2026. Добре дојдовте на Малешевијата на Бланка. Со особена чест и задоволство прогласувам дека Етнофестивал Берово 2026
и заедно на традиционални валишевски производи се отворени. Ви благодарам. Етно фестивалот во Перово, покрај тоа што е празник на музиката, културата, традицијата и заедничкото дружење, меѓу другото има и силен хуманитарен карактер. Веруваме да најубавите моменти се оние кога радоста ја споделуваме со другите и кога заедно правиме добро дело. Затоа